Почитувани пријатели, добро вечер. Добро дојдовте на YouTube каналот Доверливо со Насир Салмани. Вечерва во емисијата гостува професорот Гордан Калајџиев, со кого ќе разговараме за судските реформи и воопшто состојбите во судството. Професоре, добро вечер. Добро вечер. За почеток, состојбата во судството, борбата против корупцијата се основни или најголеми критики на Европската унија во последниот извештај. Премиерот вели дека до јуни сите забелешки барања на Европската унија ќе ги исполнат, па Европската унија нека одлучи што ќе одлучи за Македонија. Зошто имаше потреба 1,5 година да чекаме за да ги направиме тие реформи? Кога тврдиме дека реформите се заради нас, а не заради Европската унија. Па прво мислам дека зборот реформи е преамбициозен, бидејќи под реформи се подразбираат некакви системски промени во организацијата на судството, во постапките и слично. Ние низ тие процеси поминавме пред повеќе од 10 години и сега од тогаш нааму сме практично повеќе на усогласување со, да речем, новините во компаративното право и пред се со стандардите на Европската унија и се разбери со стандардите за човековите права од јуриспруденцијата на судот. Така што повеќе сме во процес на хармонизација отколку на реформи. Терминот реформи го употребуваат политичарите, предпоставувам, за да звучи дека се амбициозни и да се наговестат некои големи резултати. Инаку ние во суштина правиме повеќе или помалку само козметички измени на правната рамка во определени закони, што се разбере нормална работа, тоа треба да се прави постојано, да се напредува системот, особено во смисла на хармонизацијата. Но не е тоа некаква реформа што би довела до некакви сериозни промени, па еве, предпоставувам се мисли во смисла на подобрување. Искрено мене, ако ме прашате, јас не мислам ни дека ситуацијата во суштина е толку сериозна како што се нагласува. И кај меѓународниот фактор, а особено кај политичарите, постои еден, како да кажем, некое од време на време некое помодарство, некои теми да се форсираат, дали тие се форсираат глобално или во Европа, па и кај нас, или се теми што се редовно на тапет во земјите во транзиција. И мислам дека дори овие сите оценки што ги прават експерти на Европската унија, можеби не се ни толку темелни и повеќе се заснуваат на општите состојби не само во нашиот систем правосуден, туку во повеќето овие држави што се во транзиција, особено под мониторинг државите што се уште не се членки на Европска унија, иако и членките што се членки, Бугарија, например, Хрватска, во суштина имаат исто многу блиски проблеми со тие што ние денес ги имаме. Моето убедување е дека во прашање не се толку системски проблеми, ниту па состојбата во судството е толку полоша од било кој друг. Можеби е по воочливи проблемите се, особено во таа смисла се прави некоја генерализација врз основа на некои, би рекол, повеќе инциденти, пред се во кривичната сфера. Кривичната сфера е под лупа секогаш повеќе отколку граѓанската. Искрено, интересот на државата, особено од аспект на безбедност, на економијата и услови за развој, се повеќе за состојбите во граѓанските судови. Никој толку не ги перцепира како сериозни, ниту системски. Искрено кажано, немаме... Беше добра идејата на Заев, не дека сакам да го фалам Заев, он беше прв што
сметаше дека е добро да се направи некое тело што малку посериозно ќе ги проучува состојбите, значи да видиме кои се вистинските проблеми и кои се приоритетите. А за да не бидеме во оваа ситуација во која што сме сега, без да ги решаваме вистинските проблеми, да сме упатени на козметика, на определени закони, која козметика ништо битно нема да ја подобри ситуацијата. Професоре, се добива впечаток дека ние, и вие тоа го кажавте, дека се сведува на козметички промени на законите. Не е ли тоа, не ли политиката преку тоа сака да создаде впечаток кај граѓаните дека еве прават нешто, дека работите се менуваат, а во суштина она што се бара од нас, од Европската Унија, е менување на практиките, не на законите, затоа што релативно, како што вие рековте, законите се тука. Почнав именно за тоа сега да зборувам малце и повеќе. Генерално ние имаме проблем на Македонија с другиве држави што со сличен ниво на развој на правната и општествената култура, е што ние имаме генерално проблем со образование, обуки и би рекол главната работа професионалност пред се. Ако вие имате изградено ниво на професионален пристап кон работите, вклучително и суството, ќе ги немате тие проблеми, па ни толку корупција, односно корупцијата ќе се сведе на инциденти, а не на системска. И најголемиот трик е во тоа што до тоа ниво на професионалност и на правна култура сеопшто не се стига преку ноќ. Така што во суштина сите оние што мислат дека ние со менување на некои закони или со некои резови што би ги направиле, дека би направиле голем исчекор, се лажат. Уште полошо е овој пат по кој што тргна ВМРО и владата на Мицкоски со директен напад на судиите и обвинителите на персонална база. Значи, поаѓајќи од тоа дека, тоа се структури што ја одговарале на претходната власт. Нашиот проблем е дека која било да е партија на власт, она се обидува да влијае врз судовите и обвинителството, да ги користи за своји потреби. И тука мислам дека главниот корен, вклучително на корупцијата, е во политичките партии. Смешно е состојбата во која што дојдовме и да се наведе јавноста во тоа да верува, знаете кои ќе повторувате, искочија сега дека судиите се главни генератори на корупцијата. Точно е дека има сложени проблеми врзани со корупција и во судството, како што ги има и во други држави, повеќе или помалце. Меѓутоа, нема друга држава кај што владата директно, наместо со криминалот, им се заканува на судиите. Работа на владата е да создава што е можно подобри услови, овие да си ја вршат својата работа без големи притисоци. Дали во тие рамки за кои што вие зборувате, притисок врз судството и разрешувањето, или принудувањето на јавниот обвинител да поднесе оставка? Па гледате, притисоците што беа и во советите, пред се судскиот, па до некаде обвинителскиот, и врз главниот обвинител, беа појде од тоа дека тие се генерално, повеќе зависни од претходната власт. И Ама тоа се политички оценки, тоа не се. Начинот на решавање беше особено проблематичен, со односење на своји луѓе. Така тие нивни луѓе, утре, ако ги смениме нивните со наши, условно речено, утре ние не го решаваме тој проблем, само Мурто и Курто ќе го јавнат коњот. Значи, нас ни требаат повеќе системски решенија и генерално верувам дека ако има најбрзо решение што може да даде резултат, тоа сум го кажал повеќе пати, тоа е власта да се откаже генерално од лидерството во реформите во правосудството, да го остапи на стручни тела, во сите овие реформи што ги прават последно време,
се вклучени понекогаш поединци, па вклучително и поединците од академските структури ги бираат пожелни и непожелни. Јас сум стално непожелен. Кај секоја власт. И навистина е глупаво да имате вие обиди да решавате системски проблеми и големи проблеми за кои што тврдите дека треба да се решат, а при тоа да не се основните во мера во која што е за очекување на пред се на своите кадри. Ние имаме 20 на правни факултети, никој не ги праша за измените за кривичниот законник, никој не ги праша за Safe City. Добро, имаше 2-3 професори и наши и во Safe City, меѓутоа генералниот пристап е чуден. Јас се сеќавам, јас кога бев асистент пред 20 години, немаше советување судско или друго, безобавезно да бидат професорите одправен. Добро, тогаш имаше имаци дури монопол на правниот факултет во Скопје. Добро е што има сега и на некој начин и дисперзирана и конкуренција и повеќе кадри. Меѓутоа, вчера имаше една голема, секој ден на телевизија гледам големи собири за иднината на судството. Не гледам ни еден професор. Вчера имаше за судската мрежа, се расправаше за тоа дали е соодветна судската мрежа по стандардите на Европа, и сега имаше дојдено странци, експерти, никој не ги викна, не викна нас домашните експерти. Ја сега не ми е тука да плачам зашто мене не ме викнале, меѓутоа не е добро што немало никој. Значи јас прво што гледам кој ќе познам таму, кои се дојдени и на кој ниво е, да речем, расправата. Така што нема ни вистински интерес и мислам дека идејата за која што спомнав преска, дека некој тело треба посериозно да се бави со тоа, да преиспита прво и некои системски прашања. Ние, например, немаме преиспитано дали некои системски новини што сме ги внеле вродуваат со плод или не. Дали новиот закон за кривична постапка има добри резултати или има лоши резултати. Дали претходно менувањето на голема работа беше тоа, на надлежноста која што беше поделена во прв степен меѓу основните и тогаш окружните судови, сегашните апелацијски, порано како окружни судови, судеа за тешки работи и во кривично и во граѓанско за посложени предмети во прв степен. И тоа прво ги растаретуваше, второ на посложени предмети доаѓа работеа поискусни судии, особено беше важно што за потешките предмети во втора инстанца се јавуваше како коректор Врховниот суд. И во тоа време Врховниот суд при таква една поделба имаше многу поголема можност да влијае на воедначувањето на судската практика. Сега Врховниот суд учествува само по вонредни правни лекови и неговата можност да влијае на воедначувањето на судската практика е многу помала. Така што, у принцип, оваа дебата што се води во Македонија за тоа колку е лоша ситуацијата во судовите, јас само као пример го кажав дека судовите не се ништо, сигурно се подобри од состојбите во полицијата, тоа ви гарантирам, заради степено на стручност. За тоа никој не збори. Тоа никој не збори и се зборува за, не знам, дека судовите ги расипеле изработени предмети, ама статистиките друго кажуваат. Статистиките од секогаш не се ни битно променети. Значи, ситуацијата прво по статистиките, како гледате, не покажува дека системот е во некоја специјална нова криза, како што ние сега тврдиме. И кои се показателите дека таа криза е голема или дека виновници за тоа се самите суди или некој трет, и кој. Така што огромен број, тоа повеќе пати сум го кажувал, огромен број на предмети се затворени пред воопшто да дојдат до обвинителството, а уште помалку до судот. И сега ние имаме еден сериозен проблем, и за тоа и сум зборувал претходно, во кој што ние сериозно... Така дека уште во тек на истрага застаруваат. Пред да дојдат до... Не застаруваат, никогаш не се отворени. И се користат веројатно за рекетирање. Значи, имате кривични пријави, се чуваат во фиока,
И веројатно дали ќе си платите, дали ќе фаќате врски и ние се ке Македонија сум убеден поголем број проблеми има со проблематиката врски и познанства и тој тип на трговија со влијание отколку вистинска корупција во пари и други вредности. Што се разбира посебен проблем и што треба да се барат и специфични начини на надминување на тие слабости. Но друго сакам да кажам, значи ние како правна држава, кревка демократија, имавме проблем како од судовите на социјализмот, кои што беа условно речени многу поводливи под обвинителството и полицијата, и огромен број на обвинетите ги осудува без да им се даде вистинска можност за фер судење. Сега, наместо да се создаваат услови да се гради интегритет, ме зачуди пред некој ден многу добра колумна имаше Менкиновски за ова, за презумцијата на невиност и ослободителните пресуди. И наместо ние да создаваме интегритет судиите тогаш кога нема докажано предмети, обвинителството да ги ослободат луѓето или да ги терат обвинителите да работат подобро, судовите традиционално, а сега уште повеќе, ги покриваат овие слабости. И со притисокот врз судовите имаме сега уште повеќе осудителни пресуди и многу построга казнена политика. Тоа е намерата на влада? Јас мислам дека мене да ме прашате, ја би ги разрешил сите судии кои што под очигледно притисок на јавноста даваат драконски казни. Значи во нашата судска практика за сообраќајки, дури со жртва, никогаш немало 13 години казна. 13 години во нашата судска практика се добива за квалифицирани форми на убиство. И тоа се умисла и слично, и повеќекратно убиство, зверско убиство и слично. Значи, не може да се поведувате по јавноста. А јавноста е секогаш настроена, за жал, доста крволочно. Нема многу сензибилитет за презумција на невиност, за фер постапка, па дури ни за осудените, не само кога се обвинети, па дури ни кога се осудени, тие сепак се луѓе. Никој нема сенс во држава за човековите права на затворениците и за жал Идризово им го бие глас за најлош затвор во Европа. Најлош затвор во Европа. Единствен затвор кај што храната се дели само на сабајле, сабајле добиват и тоа ви е за цел ден. Ладен ручек, нема топол. Кај што секој обвинет нема кревет и добар дел спијат по земја или по двајца. Како да ви кажам, тоа се далеко од минимални услови и малку ми е чудно што имаме многу малку случаи на ваква фактичка состојба, особено констатирана и од Комитетот за заштита на тортура, дека имаме повреда на нехуман третман од членот 3 на Европска конвенција. Мислам дека нашите затвореници исто имаат проблем со соодветен пристап до адвокати и со слабо организирана, да речем, правна помош. Така што ние имаме многу проблеми. Предпоставувам, едни од најголемите проблеми се трајањето на постапките. Нашиве судови, ја не знам... Зошто се случуваат? Молам? Зошто толку долго трае? Искрено да кажам, док не ми е ни мене баш многу јасно. Еве се чудам, ќе земеме, не знам, некои примери од овие што се поголемиве случаи. Тие може да се сложени. Земете го примерот на Жан Митрев. Веќе 2 години трае постапката. Имало хемотерапија, дали била потребна, не била потребна, сведоците. Таа состојбата утврдена е у првите месец дена, да речем, и уште во истрагата. Нема потреба и 1000 сведоци да се сослушаат ниту па сите. Зошто трае таа постапка 2 година? Или било кој од овие немаше постапка, освен можеби оваа со сообраќајката на Фросина, што заврши брзо. Професоре, спомнавте на почеток дека власта се обидува персонално да таргетира некои суди, например, познат е случајот со судијата Ристов, на кој се тврди дека дома задзидани му се најдени
не знам, една одредена сума на пари, па премиерот обвинителката Ристовска ја нарече медиокритет. Од судската фела реагираат, велат дека тоа е притисок врз судството и мишење во судската власт. Дали со овие извлекување на овие индивидуални примери се сака да се создаде перцепција дека сите судии се корумпирани? Примерот е добар за анализа со Ѓоко Ристов. Уште на почеток има проблеми со законитоста на постапката. Значи постапката предистражна беше, искочија веднаш и пресови и докази на телевизија. Снимки од парите, проблематично ми е мене многу, ние немаме никакви основи за вклучување на тајните служби. А во неколку постапки, меѓу кои ова се спомнува, и таа за УЈП најновата, се спомнуваат АНБ. Нема што АНБ да пара таму. Ниту да биде главен извор на податоци. Тие може ако случајно дојдат во својата работа, работејќи на свој случај, ако дојдат до некои докази или информации, ќе ги проследат. Меѓутоа тие да се величат како... Имам впечаток дека прво во овој случај и обвинителството не го води колото, што е исто така многу проблематично. Ние претходно имавме неколку случаи, претходниот судија исто беше со бележани пари, а не беа како мерки. Јас сум убеден, бидејќи ние имаме во законот симулиран откуп-подкуп, дека се тоа оствари токму користење на бележани пари меѓу другото. И ако се тоа специјални мерки и се определуваат само во специфични услови, некои се од обвинителство повеќето од судот, дека не може да се остави на полицијата, да ги прескокнува и да се смислува дека може да користи методи со бележени пари, а да не оди преку обвинителството и судот. Обвинителството на организиран криминал издаде едно соопштение во кое што ни помалку ни повеќе се величаше МВР во професионалноста и за успехот за овој случај. Прво ја не гледам дека е некој голем успех. Добро, нашите пари, прашање дали се тие само потекло, не имаат проблем, чии се, зошто се парите по дефиниција на Ѓоко. Брат му на Ѓоко ми е мене колега направен, зошто не се негови, ангел се вика. Разбирате, немам баш многу логика во тоа. И ова е добар пример дека презумцијата на невиност е доста проблематична. Настапот на министерот за правда беше исто лош во оваа смисла, че он веднаш искочи и како да е тој завршен случај, го оцрни како очигледен случај на корупција кој што не е спорен, а ние уште имаме допрва, не знам дали формална истрага има или уште се у предистрага. Така што таму допрва ќе имаме проблеми. Оно што мене ме загрижува, што го спомнав преска, под притисок, значи судовите наши секако беа многу расположени да го потврдат обвинението, имало немало докази. Порано, дури очигледно имаа слабости, не ги допуштаа сведоците на обвинителството. Се сеќавам кога како помлад колега, како помлад одев на судењето на како се викаше на гости врховен началникот што го судија за јавен говор. На Руфи Османи. На Руфи Османи судот не ги дозволи ни еден доказ што го предлагаше одбраната. И он нормално се обиде уствари не, он погрешно се обиде у Страсбург кога се жалеше, се обиде на картата на слобода на говор, а слобода на говор кај што имате елементи на нетрпеливост, омраза и слично е проблем. Он подобро да одеше на ова дека немаше еднаквост на оружјата во постапката. И морам да признам дека таа слабост на судовите сега уште повеќе нагласено со притисокот, дека нема суд што за ваков случај кој што кај нас се останови овој метод, ќе го оцрнеме во медиуми и тој е веќе готово осуден. Јас зашто реков кој тој судија што ќе го пушти овој што избега.
Артан Груби. И реков, ви ја да сум Артан Груби, ја ќе избегав бидејќи нема веќе елементи за фер судење. Сега Ѓоко ќе нема елементи за фер судење, као што нема ни овие што однапред ги прогласивме виновни за случајот со на Палчо. Така што имате еден метод на медиско судење и подоцна судовите пропуштаат односно носат со лесно осудителна пресуда без вистински степен на докази. И тоа многу критички не го гледаат по високите судови, не го мерат наблюдувачите. Ја стално викав на оние фер судење, коалиции и други. Направите си вие една своја проценка во кој степен е докажано ова кој ќе заврши доказната постапка, во кој степен е докажано обвинението и да видиме колку ќе се поклопи со пресудата. Дали ќе има пресуда, ако вие сте оценили дека само, не знам, 50% е веројатноста. Ме разбирате? Тоа го немаме. А многу е незгодно што Страсбур, заради природата на системот, не ги лови ситуациите, освен кај што имаме незаконити докази, дали има доволно докази. Значи, бидејќи се смета дека оној суд пред кој што се изведувани доказите, домашниот суд во прв степен, е тој што има најдобра шанса да ги процени доказите и него му се докажува, му се дава едноставно таа верба дека тој е најдобриот пресудувач за фактите. Дали ќе е суд со порота или порота во системи кај што има порота. И тука едноставно имате однапред една ситуација дека со тоа ќе се помирите. И дека има грешки, може да има, меѓутоа тоа е она најдобро што можете. Ве прашав дали со тоа се обидуваат да создадат впечаток дека сите судии се корумпирани и второто дали со преку овие примери власта се обидува да ги дисциплинира судиите. Кога ќе имат такви чувствителни предмети да внимаваат кого осудуваат, какви казни изрекуваат за тоа што ќе бидат осудени преку некритично известување од медиумите. Затоа што ние знаеме каква е состојбата со слободата на медиумите во Македонија. Оно што по мене е најтрагично е Дали што тој ефект сака власта да ја постигне? Луѓето, судиите да бидат под притисок кога одлучуваат. па сакаат да биде понивно, односно да бидат под притисок да одлучуваат во нивна полза. Оно што е најинтересно е што ниедна власт не се откажува од оваа ситуација која што за нив е добитна. Они така ја гледаат. Тоа е секаде во светот. Па не би рекол, мислам дека држави со повисока општа и правна култура не гледаат баш така, дека системот сега партијата треба да ги искористи судските власти. Тоа морам да признам дека би било многу чудно ако уопште го тврдите во многу држави. Тоа ние мислиме дека со овие болки се соочуваат западните демократии, ама тоа не е баш така. Они имаат некоја природна вградена дисциплина. Кога ја бев во Германија на студиски престој една година, со велосипед кога се возам, трчат жени по мене, викат не овде, мора ваму. Кога бевме во Германија со опсија да го решаваме овој проблемот со сега новото деление, зошто нашиот систем не ги отвараше постапките против полицајците. И зошто тие предмети се чуваа во фиока. И кога ги прашаме германците што правите со тие предмети што се чуваат во обителство во фиока, тие се чудо не видеа. Дека се случува воопшто. Да, дека е можно предмет да го чуваш во фиока. Не дека тие се сега идеални, дека таму нема слабости и влијание, меѓутоа тој тип на баш бозлук е одумрен заради она што го кажав, заради степенот на правна култура, нивото на професионалност пред се. И јас затоа тврдам дека сум убеден дека состојбите во судството се многу подобри од полицијата или од управата, само заради тоа што, ако ништо друго,
со својот образование, со својот посветеност на професијата, судиите и обвинителите имаат една голема мера вградено чувство на почитување на законите. А оние кога немаат, тогаш ќе го нема никој. А партиите не. Партиите, за жал, многу гледаат како дневна политика и по тезите што ги направија беа со нападот на судскиот совет, со тие приказки, беа поведени врз основа на потребите на кампањата. Ние не може да правите таму кај што има сериозни проблеми во судството, да тргнете со ветување од кампања и со тоа и површински начин ќе ги тргнеме овие што се нивни, ќе ги донесеме наши. Тоа е, искрено да ви кажам, мизерно. Професоре, благодарам за разговорот. Благодарам за поканата. Поштовани гледачи, следевте разговор со професорот Гордан Калајџиев, со кого зборевме за реформите во судството и за изгледите да се подобри судската пракса во Северна Македонија. Ако ви се допаѓаат вакви содржини, ве молам лајкувајте, коментирајте обавезно и шерувајте за да можат и вашите пријатели да следат вакви содржини. На крај, благодарам на вниманието и пријатна вечер.